Македонската платформа против сиромаштија и Националниот демократски институт во рамки на проектот за јакнување на граѓанското учество во законодавниот процес. Македонската платформа бара воведување на минимален достоинствен приход во Република Македонија. Според анализата што ја спроведе оваа платформа, граѓаните се изјасниле дека минимална плата од 10.000 денари ќе им овозможи достоинствен живот. Ивана Митковска. Македонската платформа против сиромаштија бара воведување на минимален достоинствен приход во Република Македонија, кој ќе го гарантира државата за сите граѓани, како предуслов за нормален, достоинствен живот, особено за онаа категорија на граѓани кои веќе се сиромашни или се во ризик од сиромаштија. Од Македонската платформа против сиромаштија велат дека нивното клучно барање е да се обезбеди прифатлив и достоинствен стандард за живење на сите. Минималниот приход сушност представува исплата од страна на државата која функционира како сигурносна мерка за луѓето кои не можат да работат или немаат пристап до сигурна работа. Според анализата спроведена во 8 градови низ Македонија, најголемиот број од испитаниците се изјасниле дека минимална плата од 10.000 денари ќе им овозможи достоинствен живот. При тоа, како главни индикатори за достоинствен живот, граѓаните ги дефинирале трошоците за струја, вода и грејење, храната, облеката и обувките, лекувањето и образованието како најважни, а потоа и се она што значи вклученост во општествениот и културниот живот. Минималниот достоинствен приход, што е всушност минимална социјална помош, од она што го добивме како информација од фокус групите или од граѓани од Република Македонија, 10 до 20.000 денари за самец, од 20 до 30.000 денари за семејство со едно дете или без деца, од 40 до 60.000 денари се потребни за семејство со од 2 и повеќе деца. Значи со двајца родители, 2 и повеќе деца. Што навистина за граѓаните кои што ќе слушаат оваа изјава може да изгледа чудно и превисоко, но станува збор за квалитетен живот. Значи за сите потреби, сметки, храна квалитетна, одење на одмор, електрични апарати, одржување на автомобил и дом, достапност до сите сервиси како здравствени сервиси, образовни сервиси, сметам дека и реално. Навистина реално се искажале граѓаните, но јас не, доколку се обраќаме до парламентот или до Министерството за труд и социјална политика како институции кои што може да променат нешто во висината на социјалната помош, сметам дека треба да се седни да се разговара, да се отворат преговори по однос на колку можеме да си дозволиме да ја покачиме минималната социјална помош, за да при тоа ја намалиме сивата економија, ги задоволиме потребите на граѓаните, но и сиромашните граѓани ги мотивираме да се вклучат активно на пазар на труд. Според председателката на Македонската платформа против сиромаштија Царовска, сиромаштијата доведува до зголемување на криминалот во државата, самоубиства, миграција на младите стручни кадри, како и измена на демографската карта на Република Македонија. Излезот од оваа состојба, Македонската платформа против сиромаштија го гледаат во соодветните решенија кои владата и институциите треба да ги преземат за намалување на сиромаштијата. Ме радува што нова тревиден дојдоа и представници на Министерството за социјална политика, труд и социјална политика, ги мислам навистина го поздравувам, Точекор, исто така представници од Комисијата за труд и социјална политика од парламентот, кои што се клучни за да ова може да стане реалност во Македонија. Ние може да понудиме на државата и на парламентот дека ќе ги мотивираме граѓаните да учествуваат активно во целиот овој процес, дека ќе се отворат многу јавни дебати, јавни трибини, јавни расправи дај Боже во парламентот, кои што ќе ни донесат разговор на оваа тема. Јас не велам дека утре и заутре ќе се случи минимален достоинствен приход во Македонија, но дека треба да размислуваме, треба да разговараме и државата да си го постави како една од целите во новата стратегија која што сега ја ревидира согласно EU 2020, да си го постави како цел за воведување. Инаку според направената анализа, 1/3 од испитаниците се изјасниле дека живеат без никакви приходи.